Полициска бруталност, неоправдано лишување од слобода, мачење, понижувачки и деградирачки третман, говор и дела од омраза кон мигрантите. Ова се само дел од кршењето на човековите права кон бегалците кои ги констатира Хелсиншкиот комитет во извештајот за 2017 година. Интензитетот на мигрантската криза е намален во однос на 2016 година и има подобрување во третманот. Но според Хелсиншки, кризата не може да се смета за завршена, имајќи ја предвид ранливата состојба во која се наоѓаат ризикот и опасноста по животот на мигрантите и бегалците кои се уште во движење. Бевме сведоци на грубо прекршување на човековите права, прекумерна физичка сила на кој што бевме лично ние сведоци, претрпени трауми и од друга страна едноставно неовозможување на услови да бегалците и мигрантите можат достоинствено да престојуваат во нашата земја. Според Пировска, бегалската криза е добра лекција дека почитувањето на правата што сме мислела дека се освоени, не се и оти се уште треба да се бориме за нив. Односно хуманоста што постои на хартија, не постои на дело. Она што представува хуманост на хартија не е хуманост на дело. Сите од нас кои што бевме вклучени на терен за време на бегалската криза се соочивме со голема омраза од страна на местното население, со голем степен на ксенофобија и секако се соочивме со една прљава, црна, медиумска пропаганда која што се водеше во Македонија, а имаше за цел само да ги подгрее тие, да речам, ксенофобични ниски страсти. Во Македонија има околу 200 лица кои се во прифатните и транзитните центри, но поголеми можности за кршење на правата постојат за лицата кои се движат по нерегуларните патишта. Според податоците на Канцеларијата на Високиот комесаријат за бегалци на Обединетите нации, лани 17.000 бегалци се регистрирани дека влегле во земјава. За жал се уште има неколку ситуации регистрирани во текот на 2017 година каде што полицијата употреби прекумерна и несоодветна сила кон бегалците. Еден таков случај беше приведувањето на околу 10 бегалци од кампот во Табановце. Случајот имаше многу недоречености, за жал од страна на Министерството за внатрешни работи не ги добивме соодветните одговори. Народниот правобранител исто така поднесе кривични пријави за овој случај и се уште го чекаме исходот дали полициските службеници кои неоправдано употребиле полициска сила ќе бидат соодветно казнети и одговорни за своето постапување. Хелсиншкиот комитет дава препораки како државата полесно да се справи со бегалците и нејзиниот одговор да биде согласно меѓународните стандарди. Треба да престане праксата на групно депортирање на бегалци и мигранти, итно да се донесе националната стратегија за интеграција и закон за меѓународна и привремена заштита, како и да се воспостави систем на редовно, навремено и регуларно регистрирање. Да се гарантира правото на азил, а полициското постапување да биде во согласно со меѓународните стандарди. Потребна е и поголема заштита на малолетници без придружба, да се реализираат образовни активности во центрите, да не се практикува селективно пропуштање на мигрантите, како и да не им се ограничува слободата на движење.